Оделинскиот наставник и хуманист Иле Михайловскиот Свети Николе влезе во топ 50 најдобри наставници во светот, кои што ќе се борат за трката за најдобар наставник во светот, токму во организација на Варки, фондацијата од Лондон, и тој за неколку денови од сега заминува во Дубај, каде што ќе биде и главниот настан и доделувањето, токму односно доделувањето на оној кој што ќе биде избран за најдобар наставник во светот. Ова утро ве запознаваме токму со Иле Михайловски. Ќе ви посакам добро и убаво утро, наставнику. Благодарам на поканата. Да, пред се честитки, затоа што и ова е голем успех, да влезете во топ 50 финалисти за оваа награда, кој што ќе се борат за најдобар наставник во светот. Најпрво ви прашала, очекувавте ли дека ќе бидете избрани во овие топ 50 наставници? Прво благодарам на честитките. Прашањето дали очекував, ќе бидам искрен, не. Секој човек кој што честно и трудолюбиво си го работи својот труд, а и кога е дел од една ваква случка, прво најосновно се сомнева дека дали има доволно што да представи од своите постигнувања во работата, знаејќи дека може да се бори со 5, 10, 15 илјади конкуренти. Не очекував искрено дека ќе дојдам во тие топ 50 финалисти и се уште сум избунет од се што се случува од самата објава од минатата среда. Да, што представува ова за вас? Верувам дека и збунет сте, да, шок е за сите, како мислам дека и за за сите македонци, затоа што од една толку мала земја како што сме ние, нели сепак да имаме представник кој што веќе сте вие на некој начин издвоен победник, така пишува и дел од медиумите дека веќе сте издвоен победник, дури и да не победите, нели, но сепак ова признание да влезете во најдобрите 50 наставници во светот, навистина е за поздрав, за почит и ништо што ќе остане забележано или за секогаш. Што представува ова за вас? Пред себе рекол, представува огромна одговорност. Најмногу одговорност затоа што ова не значи само успех за мене, тоа го прифаќам последно. Ова пред се значи успех на нашата држава. Ова значи успех за сите наставници во Македонија, затоа што ако треба да зборувам, преку мене треба да излезе гласот на сите наставници не само од Македонија, туку од цел свет. Многу е важно што представуваш и како човек, што представуваш и како наставник, што досега си работил и што е тоа толку исклучително важно во мисијата на едукација на деца. Одговорност е да, пак ќе речем, се уште немам време да разберам каков шок ми се случува, но и привилегија. Во секој случај привилегија да бидеш во тие топ 50 финалисти, затоа што оваа година во конкуренција беа 5000 апликации од 89 земји во светот и најмалку очекувано беше дека ќе влезам во тие топ 50 финалисти. Оваа година во тие топ 50 финалисти, освен јас како представник на Македонија како наставник, победник и од Србија колега, имаме во топ 50 финалисти еден од Босна, што значи некако фокусот може би оваа година, која што 9-та поред се одржува како манифестација, некако го свртавме погледот кон Балкан. Да, и верувам дека таму ќе добиете секако признание. Мислам, ова е веќе нели големо признание, но дека на вашата работа и понатаму ќе продолжи да се вреднува и да се цени. Што следува сега? Каков е процесот еве до одржувањето на манифестацијата? Какви се подготовките? Подготовките. Процесот е тоа што како топ 50 финалисти, оние кои што влеговме, прво бевме подложени на интервју од судиите, кои што во целиот овој процес на селекција се вклучени 90 еминентни суди, значи нема онлайн гласање како процес на извлекување на тие топ 50 финалисти.
после интервјуто на 31 декември, кога јас бев интервјуиран, добивме информација преку мејл, кои од нас се влезени во тие топ 50. После тоа, тимот кој што е задолжен на луѓе од самата Варке фондација не спроведуваат во целиот процес понатаму како финалисти. Последно што како информација го добивме дека до крајот на јануари од нас топ 50 се прави нова листа на топ 10 финалисти. Почетокот на месец февруари, некаде 5 или 6 февруари, ќе се прогласи победникот. Иако мислам дека барем во поглед на победникот тоа се чува за крај. Главната манифестација се одржува од 10 до 13 јануари во Дубај. Има две свечени вечери, односно настани. Едната е искрата на образованието, така наречена, во која што освен ние како 50 топ 50 финалисти има голем број на присутни министри, експерти во образованието и така натаму, додека веќе 12 е свечениот момент кога тие топ 10 се вадат на сцена. И од оно што го имам гледано од минатите години на YouTube како нивни официјални снимки е дека во текот на тие топ 10 кои што се на сцена, модераторот на самиот настан вади плик и го прогласува победникот. Имаме информација на мејл дека оваа година победникот се чува за веројатно за негово представување на светскиот глобален самит, што досега не се ни случило. Така да ова е барем до, да речеме, пред поаѓањето на Дубај, може би ќе следат уште побарување или очекување од страна на самата Варке фондација, која што веројатно ќе треба да исполниме одредени норми во текот на тие топ 10 и прогласувањето на победникот. Да, вашата работа е препознаена покрај тоа што сте професионален оделенски наставник, професионално си ја работите работата, децата ве обожуваат, но сепак сте и голем хуманист. Кој ви дава вас најголема поддршка? Кој ви е најголемата поддршка за да продолжите да го правите она што го правите во едно денешно модерно време во кое што знаеме нели сите како излегуваат децата од образованието, некако се повеќе се со технологијата, со мобилните телефони и се помалку некако можеме да им го задржиме вниманието на книгата, да учат, да бидат посветени ученици. Така. Предизвиците да бидеш наставник во ова време и да бидеш наставник пред некои 20 или 30 години се зголемуваат и покрај напредокот на технологијата и покрај измените во наставните програми така натаму, меѓутоа ако си ја сакаш работата со љубов, веројатно ќе успешно ќе ги пребродуваш и сите пречки кои што ќе се појават попатно. Во делот на хуманоста јас од секогаш сум држал на тоа дека додека сум жив ќе помагам на децата. И јавно би им кажал една голема благодарност на она армија на добри луѓе кои што се постојано зад мене, кои што помагаат, па така да и секоја моја хуманитарна акција која што досега сум ја направил била успешна. Со години веќе покривам деца со училишен прибор, не само во Свети Николе, туку и широм државата. Сепак, нели, според она што ќе успеам да го соберам во секоја акција, еве пред нова година, баш и на 31-ви, неколку часа пред интервјуто, праќав пакетчиња низ Македонија, така да благодарност на и на тие хумани луѓе и на сите кои што ја препознаваат и вреднуваат мојата работа. Да, ретки се нели луѓето, мора да признам, ака дека се ретки наставниците и луѓето како вас кои што даваат огромен придонес кон заедницата со тоа што помагаат нели на ваков хуман начин на оние на кои што е најпотребно. Какви се вашите наставнико, вашите очекувања од она што ќе се случува? Имате ли некакво пречувство или некакви очекувања за она што следува во Дубај? Дали ова треба да го сватам како прашање дали се надевам на топ 10 или евентуална победа? Искрено не знам. Јас во пополнувањето на таа апликација која што траеше од прилика месец дена, доста обсежна, премногу малку
да издвоиш што е она важно што треба да го ставиш, препознатливо во светот и во очите на тие 90 суди. Еден дел внатрешно може би се надева, меѓутоа сепак ќе кажам главниот спор е кај нив. Ние како топ 50 финалисти немаме никакво влијание, ниту знаеме кои се судиите. Јас примерно лицата, луѓето кои што ме интервјуира беа дел од тимот Варки фондацијата, меѓутоа никој од нив не рече ние сме судиите кои вас ве оценуваме. Да, еден дел може би се надева. Јас искрено од самата објава во среда, кога официјално се објавија тие топ 50, немав можност да ги прочитам биографиите на сите 50, од притисокот што го носи ова како случка. Меѓутоа пак ќе кажам, и топ 50 финалист на некој начин сам по себе значи да се чувствувам не победник, меѓутоа дека сум дал максимум најдобро да представам државата. Секој чекор напред како таков, дали топ 10, па и евентуален победник, најмногу што ме радува е што ја на таа светска мапа ја ставаме Македонија. Така, но вие сте веќе нашиот победник, го кажав тоа и на самиот почеток, затоа што да влезете во вие топ 50 наставници за најдобри во светот, навистина е макотрпна работа, односно за вас стои голем процес, 29 години сте дел од образованието и работно искуство, нели, но еве се вреднува вашата работа и се види сега на дело, така што вие сте нашиот победник, но сепак ви посакуваме многу успех во Дубај и секако ве очекуваме со нели импресиите од таму кога ќе се вратите. Благодарам многу. Благодарам и на вас како медиум и на сите кои што во овој период ми ја давате поддршката. Мене единствено нешто што ми останува е токму оваа поддршка од државата во која што живеам, градот каде што работам, училиштето во кое што работам. Тој момент на поддршка е нешто што во овој период исклучително многу ми значи. Јас можам само да кажам дека ќе се обидам и ќе дадам се од себе Македонија да представам во најдобро можно светло и до периодот до предпоаѓање во Дубај, особено во тие 2 дена, така да со Господ напред. Така е, вербата е посилна од цена или оно што треба да се има, верба и надеж и секако понекогаш и среќа, но верувам дека Македонија има голема поддршка за вас, па така што ќе ве очекуваме со таму со позитивни резултати. Благодарам уште еднаш. Здравје да се вратам од Дубај, па ќе ги пренесеме и сите импресии до каде Македонија стасала со оваа номинација. Благодарам уште еднаш.